Кога сме кај печатница, само да ви кажам дека онаа која што ќе биде книга на неделата во избор на издавачката куќа Икона, толку многу ја брзале токму заради утринска нателма да има барем 10 примероци за сите оние кои што во текот на овие 5 работни дена кога оди утринска нателма ќе има за нив. Значи ова навистина мириса на печатница и на добро испечатана книга од печатница, ама за тоа малце подоцна прво да дознаеме од кога постои Икона. Значи во оваа канцеларија се создава се она што може да го видите и купите на полиците на Икона, како што спомена и Цеца е на неколку места низ главниот град. Наташа Данчевска е овде со нас. Добро утро, ви благодарам. Благодарам што ни овозможивте од прва рака да видиме како изгледа тоа со многу книги кога е се ова, нели околу нас. Ние сме срекни што сме домаќини за вас денес. Супер. Може ли само да ни кажете за сите оние кои што можеби првпат се среќаваат со издавачката куќа Икона, од кога постоите и што е она што е нели во интерес на издавачката куќа Икона? Да. Икона постои веќе 22 години. Специфично е за нас што сме посветени на одреден тип на литература што ја почитуваме и негуваме цело време, ја следиме. Како патека, тоа се неколку жанрови за нас карактеристични, значи ќе ги набројам, тоа се детската литература, нашите најмлади читатели кои утре треба да станат идните вистински читатели на другите жанрови, потоа современа и класична литература, бизнис и економија и само помош е уште еден правец што го следиме како издавачи и една специфична нишка, а тоа е православна филозофија и религија. Тоа е карактеристично за нас, таа публика добро не знае како издавач, бидејќи нема други што издава таков тип на литература кај нас во Македонија. Има овдека неколку работи кои што набројавте, ама некогаш друг пат кога ќе дојдеме за повеќе муабети особено она околу само помош, тоа ми спровоцира за можеби плюс прашања, ама сега да се осврнеме на тоа како помина 2021 година за издавачката куќа Икона, да ни речам дека можеме да кажеме дека вака во принцип има повеќе читатели, оваа корона донесе повеќе читатели, така некако? Малку ги помести начинот на купување на книга и повеќето луѓе бидејќи останаа дома се фокусира на социјални мрежи, медиуми, каде што најдуваат начин како да дојдат до книгата, а да не дојдат во книжарите. Така да ние се насочивме на таков начин на продажба, развивме една платформа на која може да се купи онлайн книгата ikona.mk, но работевме на повеќе изданија. Преку 30 книги издадовме во претходната година. Исто така сработивме неколку проекти со Фондот за иновации кој не поддржа во проектот што се вика Биди класика. Го работиме заедно со деца средношколци и кои самите цртаат и пишуваат, а ги прилагодуваат книгите на класичните дела за деца. Тоа е многу интересна, беше интересен проект, ќе продолжи и следнава година. Сработивме повеќе хуманитарни акции, дониравме преку 1000 книги во соработка со различни здруженија од Македонија, кои се претежно фокусирани на децата, но и жени жртви на насилство. Го сработивме тоа заедно и со амбасадата на Република Бугарија и тоа се покарактеристичните настани што ни ја одбележаа 2021, да. Колку сте задоволни од тоа колку читатели има издавачката куќа, да речеме во минатата година? Ние сме задоволни затоа што секоја веќе нова книга, бидејќи се продава на различен начин од порано, преку онлайн, добива своја специфика и добива свој акцент и е веќе препознатлива. Така што се случуваше, например, претходната година за нас беше интересно што во декември книгата што ја држам и тајната на дејството од Монтесори, што Марија Монтесори е за прв пат преведена на македонски. Монтесори, само да им кажеме на сите оние, можеби е најпрепознатливото нешто како начин на воспитување и начин на учење, така? Да, најпрепознатливиот педагог од минатиот век, така што оваа книга доживеа вистински бум затоа што беше издадена во декември,
постигна тиражи што преку целата година ги... се постигнува. Да, тоа е добар знак дека бираме добри, квалитетни книги и сакам да продолжиме така. Во врска со тоа, малку ќе најавам за следната година. Малку љубовитно да предизвикуваме кај читателите што може да очекуваат од нас, бидејќи тебе те интересира само помош. Да, само помош е нешто што не сум го чула досега од издавачка куќа. Еве, што е тоа е на англиски е self-help, нели? Што е она што не прави секојно појаки во волја, во дисциплина, во раст и развој личен. Така што ќе ја најавам од тој жанр на последната на Роберт Грин, Дневните закони, бидејќи овој автор ние веќе со 5 книги го имаме издадено, така што го следиме во чекар и тоа ќе биде интересно. Едгар Дебона ќе го најавам. Од таа област, меѓутоа повеќе нема да ви кажам. Да. А она што треба да им кажеме дека има некоја, овде го немаме Алберт Ајнштајн, но имате еден интересен начин и аспект на Ајнштајн за малите. Да, започнавме еден интересен проект што беше поддржан од Министерството за култура. Тоа се книги, серијал за деца кој ќе биде посветен за младите научници, односно како тие да се идентификуваат со големите имиња како Алберт Ајнштајн, за следнава година е планиран Тесла и така. Тоа е супер книга што иако нема доживеано некаква промоција се уште, бидејќи и таа излезе во декември, меѓутоа во книжарите одлично се троши. Да. И сега за крај на ова линковско вклучување, но не и на крај на соработката, нели? Супер овде дружба, вам ви е убаво, веројатно е убаво да се создаваат нови четива. Девојката како падна изборот и зошто толку чекавме на овие 10, само 10, нели, книги? Искрено, девојката одеше во предпродажба преходниот период, малку ја задосневме, меѓутоа се надевам дека ќе книги, меѓутоа за нас беше предизвик. Бевме воодушевени што ги добивме така лесно, да речам, правата, бидејќи книгата е хит и на 4-то место по продажба на Amazon.com и неколку списанија како New York Times, Independent, Elle и Sunday Times ја имаат класифицирано како најдобар трилер жанр. Ќе кажам дека е произлезен од замката на преградката на религијата, што може таа да покрие и да скрие. Меѓутоа повеќе нема да ви кажам. Само ќе кажам дека авторката Абигейл Дин е интересна тоа што работела Дринска на Телма и за сите оние кои што будно не следат. Цеца, Ненад, уживајте, не се секирате, девојката, вистински ќе биде во вашите раце за некој час.